Ние продолжуваме на темата со разговор во студиото. Мој гостин денеска е Виктор Паунов, градоначалник на општина Карбинци. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, благодарам на поканата и на можноста. Општина Карбинци важи за рурална, но и за мирна средина. Па сакам да ве прашам дали Карбинци има природни места, не се сомневам дека има и предели погодни за семени прошетки и пикник, соодветно на она што не очекува утре првомајски ден. Општина Карбинци е територија поголема од можеби од некои други рурални општини, некаде со 230 км квадратни површина и 29 населени места. И е многу интересно што Карбинци има ваков потенцијал и нуди навистина прекрасни можности кога е во прашање природата, излетничките места. Овде е планината Плачковица, која што е символ на територијата, на Штипскиот регион, вака ќе го кажам. И покрај планината Плачковица, во подножието, во самата планина, навистина имаме можности за различен тип на посети, а поготово во кога е периодот на првомајските празници, навистина она рана пролет е разеленето на секаде и може да биде навистина добро место за посетување. Ние како македонци кога сакаме да си ја пофалиме и да ги представиме убавините на Македонија, многу често знаеме да кажеме сонцето најсилно грее во Македонија и во Македонија има најубава природа. Меѓутоа, ајде кажете ми кои се најпосетувани локации во општината, особено во пролетниот и летниот период, сега кога заживува природата. Имате ли пешачки патеки кои што овозможуваат пристап, прошетки до одредени локации и што би издвоиле како препорака за најубаво место за еднодневен излет за сите оние кои што сакаат да уживаат во природата? Јас секогаш низ вакви разговори го ставам на прво место, ја ставам локацијата на историскиот археолошки локалитет Баргала, покрај планината Плачковица. Ова е во подножието на планината Плачковица, локацијски вака, затоа што нуди навистина покрај убавата природа, покрај реката Козјачка која што тече покрај локалитетот Баргала, нуди навистина богата историја, богати археолошки ископини или наоѓалишта кои што можат да се видат на ова место, а ние како општина во изминатиот период навистина се потрудивме и се уште се трудиме да го промовираме овој локалитет и ова место што е можно повеќе низ медиумите и во јавноста. Дури реализиравме и низа на проекти кои што беа важни за одредена промоција на самото место и сметам дека се уште многу треба допрва да направиме за да го воздигнеме ова што го говорам. Тој што бил знае навистина какво е ова место и оваа локација. Така да еве како едно од поубавите места би го издвоил токму на локалитетот Баргала и потегот во делот под планината Плачковица. Уреденоста на самите места, но и пристапноста до нив се првиот чекор за една локација да биде привлечна, нели, и достапна за посетителите. Дали во последниот период споменавте дека работите, нели, на уредување на локалитетот Баргала, меѓутоа дали се реализирани и други проекти за уредување на јавни простори, паркови, патишта или пристапи до природни локации кои што се од посебен интерес и значење и за општината, но и за граѓаните и посетителите? Па да, ние се трудиме овие пешачки зони или пешачки патеки да ги овозможуваме. Дали сме направиле доволно, секогаш може повеќе и подобро и треба да тежнееме кон повеќе. Во оној низинскиот дел би рекол, навистина овозможивме можност за рекреација или за движење на пешаците надвор од населените места. Ова најмногу го мислам во делот на помеѓу населените места Долни Балван и Таринци. Овде имаме една пешачка зона или патека од 2 километри должина, која што навистина е многу искористена во изминатиот период, а еве најново е сега дека потпишавме и нов договор за уште една пешачка патека која што ќе се протега помеѓу населените места Таринци и Карбинци во должина од 1,5 километри. Ќе имаме една целина поголема која што ќе биде достапна за жителите и за сите оние кои што се движат во нашата територија на Карбинци. А во делот на планинскиот дел исто така овде се важни сегменти и
онаа вештачка карпа за надпревари во планинскиот спорт, кој што е навистина една од ретките можности во државата. Тоа го имаме ние во општина Карбинци на планината Плачковица, која што изобилува со планинарски дом, исто стара средновековна црква во овој комплекс и многу други убавини на оваа локација. Можеме да зборуваме многу за убавините на општина Карбинци и околината, така што но тоа што денес го кажуваме, барем мал дел да биде доволна провокација за сите оние кои што не биле да дојдат и да посетат општината и убавите места. Дека ќе допрат до оние кои што не биле, а оние кои што биле навистина знаат за што зборувам. И сега мораме да истакнеме дека инфраструктурата е клучна нели за развој на општината, но и на туризмот како дел за искористување на природниот потенцијал. Што работите за подобрување на локалните патишта, подобрување на сигнализацијата и сето тоа што е потребно да имате инфраструктура која што ќе покаже една отвореност на општината, но и неизина поврзаност со околните места и градови? Знаете, секогаш оние места кои што се подалечени од населените места се можеби на некој начин, ајде да речеме, позапоставени, меѓутоа имаат исто еднаква потреба да бидат одржувани, реконструирани или обновени на ист начин како и оние кои што се населени во населените. Ние се обидуваме според нашите можности, нормално ние сме мала општина, се обидуваме да допреме до секаде. Она што е многу важно е дека во изминативе 4 години од мојот прв мандат успеавме да реконструираме, обновиме, изградиме некаде над 20 километри локални улици и патишта, што за една мала општина како Карбинци е навистина сериозна бројка и не става во онаа група на навистина посветени општини во делот на патната инфраструктура. И сметам дека со оваа тенденција продолжуваме и понатаму да работиме. Имаме една навистина добра слика кога е во прашање инфраструктурата, една повисок степен на уреденост. Во руралните општини особено има голем потенцијал за развој на екотуризам, домашни производи и храна и нивна понуда на посетители. Дали Карбинци може да понуди автентично искуство за посетителите, но и дали постои интерес од локалните жители да понудат, да развиваат рурални домаќинства, мали бизниси или туристички услуги, кои што ќе им овозможат пак економско зајакнување и за нив и придонес за општината? Ова е интересно прашање. Карбинци е пред се земјоделска општина. Земјоделство и сточарство е застапено во голем процент. Жителите овде кај нас се занимаваат со неколку различни култури, со производство. И тие се носечкиот сегмент на нашата структура како општина. Што се однесува до храната или до специјалитетите, ние сме територија која што е традиционална со многу позната македонска куина храна. Вака не се издвојуваме посебно во некој сегмент, меѓутоа е застапена онаа традиционална куина. Со домашно произведени производи. Така е. Би ги споменал нашите сограѓани од турска националност кои што живеат во населените места во делот на планината Плачковица, исто така се посебно карактеристични за нашиот различен колорит на култура, на традиција и се останато во општина Карбинци. Имаме многу убаво домашно сирење, производство на храна која што е од домашно производство, но во еден би рекол традиционален специјалитет како што се домашни баници, ајвар и така натаму, може да се најде на нашата трпеза. И сега кога говориме за развој на екотуризмот и рурални домакинства, интересот за рурални домакинства од страна на граѓаните, жителите, овде би сакала да позборуваме малку и за поттикнувањето на младите да останат во руралните средини, па што како општина правите во делот на проекти или поддршка за да го поттикнете тоа враќање или останување на младите во општината, па да ги искористат овие можности и потенцијали кои што ги нуди самиот предел? Па ние како општина, работата на општината практично е да се грижи за условите во кои што таа е надлежна како општина. Пред се мислам на инфраструктурата, инфраструктурата во делот на водоснабдување, канализацијски системи, улична инфраструктура или патна инфраструктура,
Овде е сегментот на спорт, рекреација, култура, туризам, нормално во рамките на можностите на општината. И мислам дека имаме направено доста по овој поглед. Карбинци е територија која што има решени прашања со водоснабдување на цела територија, има решени прашања во делот на инфраструктурата, патна, подземна инфраструктура. Во изминативе 4 години се направија дел реконструкција, дел нови овие повеќе наменски спортски игралишта кои што се модерни и се користат во нашата општина. Имаме низ активности во делот на спортот кога се празниците на самите населени места, од организација на фудбалски турнири и така натаму. Оваа година да споменаме исто така за нас важна, славиме јубилеј од 30 години постоење општина Карбинци, кој што како патрон празник ни е денот Спасовден. Оваа година е 21 мај. Ке имаме навистина поголеми прослави, така ќе ги кажем, и значајни активности на самиот овој ден. 30 години постоење на една општина од овој тип рурална како Карбинци, мала, е навистина сериозна бројка, затоа што зад нас се бележат сериозни резултати во делот на проектите. Дека општината е активна и продолжува понатаму активно да работи и да ги заживее дури и оние предели или сегменти кои што можеби низ годините биле запоставени. Апсолутно, така е, и сметам дека горд сум пред се затоа што ја имам честа, но и одговорноста да бидам градоначалник во овој мој втор мандат и да бележиме навистина резултати кои што граѓаните ги чувствуваат, а и тие се моторот на нашето работење, затоа што без да имаме комуникација блиска со граѓаните, нема да можеме да напредуваме. Велиме да ја зачуваме традицијата. Рековте, земјоделието е едно од главните гранки со која што се занимаваат жителите кои што живеат во општина Карбинци, да го унапредиме земјоделството, кое може да биде водечка гранка, но и да го зачуваме руралниот карактер како традиција. Дали тоа е предност и можност за развој на општината? Навистина може да биде предност. Знаете, јас ќе го земам периодот кога се случи пандемијата, ковид пандемијата, во изминативе неколку години, кога почувствувавме пред се оние кои што се во урбаните средини, дека без руралните некогаш е потребно да избегаме од онаа гужва, метеж и секојдневие кој што ги има во градовите, а најдобро место за тоа е токму руралната средина и општините кои што се од овој тип. Така да може да биде и како важен сегмент во животот на еден човек, да има место каде што ќе се потргне од некаква гужва, а тоа е најдобро може да биде во една добро развиена рурална средина. Точно, во таа насока и моето следно прашање, како ја гледате иднината на општина Карбинци, дали може да стане препознатлива општина за викенд туризам и одмор од градската врева, и секако кои се следните проекти што како локална самоуправа ги планирате во иднина, што ќе биде вашиот приоритет во наредниот период? Карбинци е веќе атрактивна локација за викенд посетители. Очекувам во следниве години, во некоја идно време, да бидеме нормално поразвиени во секој сегмент, пред се во делот на туризамот, можностите, можеби нешто што недостасува е повеќе угостителски капацитети и можности за посетители. Овде стагнираме во овој дел, но можностите, затоа што сме блиску и до градот Штип, навистина и тој потенцијал ни е многу важен за да имаме можност да се доразвиваме и да се гледаме во идно време како многу поразвиена општина со можности различни во секој сегмент на живењето и наистина Карбинци е јавна покана за секој кој што не бил да не посети. Да, и токму во денешниот разговор во емисијата отворивме многу теми кои што се одлична можност кон што да се насочите и како да унапредите повеќе сегменти во функционирањето на општината за економско јакнење и на граѓаните кои што живеат во неа, но и на самата општина како локална самоуправа која што е одговорна за успешното функционирање на општината. Уште еднаш дадовте една кратка порака, ајде уште еднаш која ќе биде вашата порака еве до нашите гледачи, зошто и која да биде причината да одберат еден убав ден, можеби првомајски ден, и да дојдат во општина Карбинци? Што ќе им понудите? Повелете на добра храна, добра територија, добра природа,
места кои што се и недопрени, имаме и такви места. Покрај локалитетот Баргала, кањонот Камник е многу важен, да не го заборавиме, планината Плачковица исто така, како што споменав претходно, на многу обработени земјоделски површини кои што во овој период нудат различен колорит и се навистина места каде што во една тишина може да ужива секој посетител, така да еве различни можности повелете сите кои што не се биле да ја погледнат општина Карминци. А токму овој пролетен период пред почетокот на летото би рекла дека е идеално време да ја истражувате Македонија и да уживате и во оние познати убавини, но и недопрени предели. Ви благодарам многу за гостувањето, ми беше задоволство. Исто и мене, благодарам.